Meteo, Veles. Некаде околу 14, нешто по 14 часот, намистина над високи просечни температури за овој период од годината. Гевгелиско, Валандовско, некаде околу 24 степен, што можно е да допри до 25 степен денеска, попладнево. Меѓутоа од утре, потоа температурите ќе опадат. Што се однесува за времето, значи ќе има промена на временската состојба од кај попладневните, вечерните, посебно вечерните, ноќните часови кон недела, во текот на денот недела и понеделник некаде до кај пладневните, попладневните часови. Потоа ќе има мал прекин, за да во следните денови некаде вторник попладневните часови кон среда, па и нешто четврток, повторно да има влажен бран. Меѓутоа, поизразен влажен бран се очекува токму во овие моменти, поточно во попладневните, вечерните часови, значи сабота кон недела, во текот на денот недела и во предпладневните и пладневни до некаде попладневни часови во понеделник. Одиме сега, значи, по ред, да видиме како ќе биде временската состојба. Гледаме дека постепено од север-запад ќе има врнежи и знаете, сината боја е послаби врнежи, зелената појаки врнежи, жолтата, портокаловата, па до некаде и виолетовата боја, црвенкаста боја, значи дека ќе има поизразени врнежи, некаде врнежите ќе бидат доста поизразени, за кратко време ќе има и пореен дожд, ќе има и засилен ветер. Снег се очекува, но можно само на крајните северозападни делови Шар планина, тоа на високите места. Нешто понеделник е можно на некои пониски места над 1500-600 метри, меѓутоа на ниските места не се очекува да има врнежи снег, тоа ќе бидат краткотрени. Значи, реков, во вечерните часови, ноќните часови кон недела ќе има врнежи. Гледаме дека се зголемува површината на зеленкаста и жолта боја низ државава. Значи, каде би имало врнежи, гледаме, значи, во Охридско-Преспанскиот, Битолскиот, Преспанскиот регион, потоа во западните делови, Кочевско, Делчевско, Виничко, Беровскиот регион, Кратовскиот регион, потоа врнежи се очекуваат и во Крушево, Македонски Брод, крајниот северозапад, западно од Велешкиот регион и јужно од Велешкиот регион, па и во Велешкиот регион се очекуваат врнежи во текот на ноќните и в нешто во утресните часови, и во Скопскиот регион исто така се очекуваат врнежи. Гледаме дека ќе има и грмотевици во текот на па и ноќните часови и во утрешниот ден. Значи ќе има грмотевици, изразена нестабилност се очекува и некаде околу Свети Николскиот регион, поточно Ѓуриште, потоа Кратовскиот, Пробиштивскиот регион, Кривопланинскиот регион, Кочанскиот, Виничкиот регион и околу Велешкиот регион ќе има доста изразено нестабилно време со грмотевици и поројни врнежи. И во Велешкиот регион исто така се очекува, па и во Веле се очекува да има врнежи. Значи реков, тоа е за наредните 24 часа. Се очекува врнежи да има и во Кавадарешкиот регион, јужно према Кожув, грмотевици ќе има и во југоистокот исто така се очекува да има врнежи. Еве гледаме дека и во југоистокот, во Гевгелискиот, Демиркапинскиот, Богданци, Валандово, Дојранскиот регион исто така се очекува врнежлив период во текот на па и во вечерните, ама поизразено би било во текот на утрешниот ден и некаде до кај крајот на неделниот ден и нешто према понеделник. Ќе бидеше изразено врнежи на истокот и североистокот и истокот од државава и некаде тоа ќе се случува до кај понеделник пладневните попладневни часови. Значи такво време се очекува, потоа ќе има малку пауза, да речеме на временската состојба, деловно стабилизирање на времето, за да потоа од кај вторник попладневните вечерните часови, постепно и во среда се очекуваат некои можеби послаби врнежи, меѓутоа сепак врнежни бран се очекува и во текот на попладневните часови вторник од среда, преку денот среда, па и нешто четврток. Меѓутоа не толку колку што ќе бидат во вечерните часови сабота кон недела, преку денот недела, нешто до кај понеделник попладневните часови. Тоа е што се однесува за врнежите. Што се однесува до вкупно наврна дожд, сметајќи да речеме од попладневните, вечерните, ноќните часови сабота према недела, во текот на денот недела и некаде до кај понеделник попладневните часови, вкупно значи во следните 30 на часа би имало наврнато во просек некаде околу 30-35 до 40 литри на метар квадратен,
а на моменти, значи некаде на некои места во државава врнежите би достигнале и над 50-60 литри на метар квадратен. Велам да нагласам, значи тоа е вкупно наврнат воден талок, дожд во литри на метар квадратен. Не значи тоа за 1 час или за 2 часа, туку вкупно од попладневните вечерните часови па се некаде доки понеделник попладневните часови. Што се однесува до брзината на ветрот, и во овој момент и во делови од државата има брзина на ветрот некаде околу 30, 40, 50 километри околу Штипскиот регион и близу 60 километар, меѓутоа во текот на ноќните часови, значи вечерните часови, кон недела и во текот на утрешниот ден недела па и понеделник, брзината на ветрот ќе се зголемува, што значи дека брзината на ветрот на моменти би достигнувала и над 60-70 километри на час. Гледаме каде повеќе би имало поизразена брзина на ветерот, значи околу Штипскиот регион, потоа јужно од Велешкиот регион, долж по Врдарието, во западните делови од Велешкиот регион, јужно Скопскиот регион, западниот дел од Македонија, југозападниот дел од Македонија, тука некаде би имало доста на моменти засилен ветер. Ете, тоа е што се однесува за временската состојба, значи до понеделник, доки попладневните часови. И кажува дека повторно со прекин ќе има друг врнеж до бран некаде околу вторник попладневните ноќните часови према среда, преку ден среда, па и нешто четврток, а потоа има постабилно време, нема да има врнежи, меѓутоа сепак ова е есен, променливо време и никогаш не може да се знае точно кога би имало врнежлив бран. Сепак од кај четврток постабилно би било времето, но за тоа подетално во текот на следните временски прогнози. Ете, тоа е од Инфометео Велес за временската состојба доки понеделник попладневните часови и нешто околу временската состојба за вторник, среда доки четврток. Ви благодарам на вниманието. Метео Велес.